Од свој сознавето, сега миле, сега ево миле. Со низ за активности и настани денеска се одбележува јубилеј 50 години од првата младинска работна акција Плачковица. Акцијаши од повеќе градови од државата, но и од поранешни југословенски републики денеска беа во Штип. Поголем дел од нив со сеќавања како било на првата акција кога биле млади и како е денеска, 50 години подоцна. Тогаш беше кој што треба, денес не е кој што треба. Не, младите не можеме да ангажираме, нема млади. Ние бевме сите млади тогаш. Рачуне пред 50 години беше то, јас бев таму млад, сигурно. И што да ви кажам, тогаш беше што беше. Сега носиме, бевме, сега Нови Пазар на акција одам, 3 пати одам, носиме деца, од тука има најактивни што се деца помлади од тука, со Штип. Од мене сидат некој, не секој што треба, не работат, не му се работи дечулијата. Иначе тогаш, како да ви кажам, беше многу убаво. Се работеше, никој не те тера, кој ќе не те тера некој да работиш многу и тогаш работиш. Сами се работи, сами се силеме да работиме. Дружба, работа, љубов е она најзначајното од акциите воопшто. Драган Миладиновски од Велес сведочи како од една таква акција се родила и љубовта помеѓу него и неговата сопруга. На таа акција се докажа и се покажа она што беше главна водителка, да кажам, и мотивација за организирање на доброволното младинско работно организирање, а тоа е дружењето, младите да се почувствуваат самостојни, да се почувствуваат важни, значајни, одговорни, дека тие се дел од градењето на сопствената татковина и верувајте, на вистина на тие сојузни работни акции се даваше огромен придонес во изградбата и се работеше силно, да кажам машки, големо другарство, се градеше тогашното братство и единство, каде што имаше млади, имаше и љубов. Така што и мојата сопруга Елида Миладиновска е девојка од учесничка на тогашната сојузна работна акција, цело лето беше заедно со мене, но имаше уште неколку бракови исклучени. Иако се застапени денеска, сепак се во многу помал број младите, велат акцијашите ветерани. Се прават напори преку вакви настани да се мотивираат младите да бидат дел од акциите. Пружавме се она што можеме да го пружиме нормално, тогаш бевме и помлади. Мило ми е што сега во Македонија заживеа повторно акцијаштвото. Тоа е еден стимул, барем кај помладите кои сакаме да ги уфрлиме во нашето здружение, да имаат еден стимул за работна навика, да не бидат само по мобилните телефони, да гледат, да не барат по Google ово оно, него да дојдат да видат, значи какво е дружењето, какви се овие емоции, да се потсетат на некои си давно минати времења. Јас во времето кога Плачковица се организираше во мојата непосредна близина од каде што потекнувам, во целата улица, бев активен младинец и бев активно вклучен на некој начин во организирањето на младите во културно-забавниот живот, во самата акција. Акцијашите денеска ја посетија собата на Киро Глигоров, беа во музејот, се искачија на Исарот. По половина век повторно заеднички се потсетија на првата младинска акција, со која се изгради патот Штип-Плачковица во должина од 43 километри.